Законот за рударство најавува една рударска офанзива во Македонија, каде што концесиите веќе нема сите концесии да одат на јавен повик со една прилично сложена процедура за која што успеавме низ годиниве да се избориме, со разни поправки во неколку пати како екоактивисти се боревме и заедно со стручни луѓе, инженери се боревме за нивно подобрување. Туку ќе се оди во одредени голем број случаи едноставно одлука без јавен повик, директно преку други органи на државата, каде што фокус ќе биде една комисија за критични суровини, која што е поврзана со Европската комисија и каде што практично, ако владата процени дека некој рудник е стратешки проект, ако владата тоа го одобри, ако прати информација до Европската комисија и Европската комисија ни каже дека тоа е добро, дека тоа е стратешки интерес за нас и за ЕУ, дека во тој случај оваа комисија за стратешки проекти стапува на сила и ја тера постапката за отворање на рудник по брза постапка. И во многу членови од тој закон за рударство се најавува дека отворањето рудници за критични минерални суровини е стратешки и безбедносен интерес на Република Македонија, што е апсолутно неточно. Во Европската унија имаат закони со многу високи еколошки критериуми и токму затоа тие самите европски земји последниве 30 на 40 на години немаат отворено нови рудници. Многу рудници се затворени, меѓутоа се посветени на други индустрии. Но со тоа што пред година и пол го донесоа актот за критични минерални суровини, си се обврзаа самите тие на многу големи задачи, дека ќе мора да најмалку 10% од потребните критични минерални суровини да го ископуваат на своја територија доколку ги имаат, околу 40% да ги преработуваат, а максимум 65% да увезуваат од други држави. Сега, тоа е нешто што јас лично вака чисто колку што размислувам инженерски, познавајќи ги состојбите во државиве и состојбите со рудното богатство и рудната индустрија, нели, на теоретски план, тоа не е моја најтесна специјалност, мислам дека тоа е речиси невозможно и за самите европски земји. Имаше големи дебати пред година и пол кога се донесе овој акт, меѓутоа тој беше донесен под притисокот на новата геостратегија што Европската унија ја донесе. И тогаш јас пишував некои колумни и објаснував што тоа значи, каде што Европската унија практично си се обврза дека оние 90% од критичните минерални суровини кои што досега ги има увезувано од Кина, 90% од своите потреби ги задоволувала од Кина, поради тоа што се прогласи дека Кина не е посакуван соработник ни на бизнис план на Европската унија, сега Европската унија ќе се лиши од тоа и ќе ги бара тие суровини во своите земји или, пазете, во трети земји. Ние како Македонија и балканските земји влегуваме во третите земји, кај нас ќе се бара дали литиум, дали бакар, дали други метали и други критични минерални суровини. И ако се направи кост-бенефит анализа, што ќе добие државата, а што ќе изгуби во уништени земјоделски стопанства, уништен туризам, уништени други гранки кои што постојат сега на тие места каде што рудниците дефинитивно ќе ги уништат, каде што ќе има и раселување на народ и така натаму, значи дополнително што тоа ќе значи со изгубено здравје на граѓани, на жив свет, на природа и така натаму. За мене како екологист нема дилема дека така погледнато вакво рударство било каде, во сечи двор, покрај секоја вода, во секое заштитено место е недозволиво. Посебно кога се работи за металични минерални суровини за кои што сега има голема јагма.